Според податоците објавени од Државниот завод за статистика за природното движење на населението во текот на минатата година, во која се дадени споредбени податоци со изминатите години, може да се забележи дека најголемо намалување на бројот на живородени деца се бележи во периодот од 1994 до 2001 година, кога има регистрирано 24.183 живородени, или за 7 години бројката се намалува за околу 7.000 новородени деца, а од 2001 до лани е за околу 3.000 живородени. Но за разлика од намалувањето на бројката на живородени, податоците покажуваат дека се зголемува бројот на умрени лица, нешто на што влијае и именувањето на старосната структура на населението. Во 1994 година умреле 15.649, а лани 20.318 лица. Ваквото природно движење на населението резултира и со намалување на природниот прираст на населението. Иако тој се уште е позитивен и лани изнесувал 1436, во 1994 година бил 10 пати поголем и тогаш изнесувал 15.772 лица, односно за толку повеќе биле родени од умрени. Трендот на намалување на бројот на живородени продолжува и годинава. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на живородени деца во второто тримесечие од 2018 година во споредба со истиот период од претходната е намален за 6,3% и изнесува 5160 живородени деца. Бројот на умрените лица во второто тримесечие од 2018 година бележи зголемување од 1,1% во споредба со истото тримесечие од 2017 година и изнесува 4683 лица. Природниот прираст изнесува 477, што значи за толку лица бројот на живородени деца е поголем од бројот на умрените лица, што е тројно намалување од минатата година, кога природниот прираст бил 1436 лица. Во првото тромесечие од 2018 година, за прв пат во историјата на следење на статистичките податоци во Република Македонија, бројот на умрени стана поголем од бројот на родени, што укажува на констатација дека населението во Република Македонија старее, и тоа последниве 50 години, со таа така наречена демографска традиција, што се случи некаде во доцните 60 години со намалување на бројот на раѓање во Република Македонија, односно со намалување на бројот на деца во семејствата. Веќе интензивно почна да се намалува бројот на раѓања.